Благодарам, председателе, почитувани колеги. Јас ќе се обидам да не внесам политиканство во мојата дискусија, ќе презентирам реални ситуации, што се случували и што се случуваат. Здрава животна средина, уставно загарантирано право. Прво. Второ, кампања за чист воздух, со која што дојдовте на власт. И јас не можам никако да ве разберам, ве слушам, ве гледам цело време молчите и ве разбирам. Не се брани нешто што не се брани. Но од друга страна, да потврлате во ветувања што вие сте ги дале, никако не можам да ве разбера. Имавте кампања за чист воздух, па ваши истакнати функционери шетаа со маски, паѓаа во несвест од нечист воздух, па искажуваа ноторни лаги дека ВМРО ДПМН кога е на власт е позагаден воздухот, да се зачудиш. Организиравте јавна расправа овде во собранието, од кои што потоа заклучоци и конкретни проекти излегоа, здруженијата ви кажуваат дека само едно е реализирано и ќе ви го кажам после тоа кое е. И минатиот мандат, за тие што не се сеќавате, ви вака за потсетување на јавноста, кога баравме информација за амбиентниот воздух, ви требаше точно една година за да се стави на дневен ред, затоа што беше тема на која што губите и не ви одговараше да се говори, да се зборува. Во минатите години, кога Европската Унија ги зголемуваше средствата за заштита на животната средина, единствено кај нас и од регионот единствена држава, единствено во нашата држава се намалуваа. Толку се грижите за животната средина и за чистиот воздух. И во период кога неколку години наназад имаме зголемување на бројот на белодробни заболувања и канцерогени заболувања, мерните станици се нонстоп на поправка, те сензори не работат, не се вклучуваат ли намерно, не знам. Доаѓам од општина Газибаба, која што е меѓу најзагадените општини, и многу пати имаме јавување и објави на самите граѓани дека наутро кисел чад ги дави луѓето и дека не можат при овие летни температури да ги отворат своите прозорци, но вие немате слух за тие. Така да сега, бидејќи тргнавте од силна кампања против чистиот воздух пред да дојдете на власт, стигнавте до момент да не ни известувате за загаденоста на воздухот. И ајде во зима се вадите на дека причина за загадувањето е загревањето на домовите. Но што правиме сега? Сега е загаден исто воздухот, но не ни спомнувате. Во минатото јас повторно ќе спомнам реални случаеви кои што се случуваа кога се прогласи дека во Чаир клиниката гинекологија го загадува воздухот со котелот кој што се ложи на мазут. Тогаш градоначалникот Скопски, вашиот градоначалник од вашите редови, Петре Шилегов, рече дека ќе се замени котелот. Па еве ве прашувам дали се замени котелот. Понатаму во ребалансот имате во делот за Министерство за животна средина и просторно планирање за канализациони мрежи и одводни канали намалување од 33,19%. Чистење на одводни канали многу суштински зададени за некои општини, посебно тука ќе ја спомнам и општината Газибаба од која што доаѓам, посебно на потегот од Ергеле до Дрма, каде што се функционира на тие отворени канали и сега повторно има намалување, затоа плюс што се многу важни, ќе ве потсетам на поплавата во 2016, беа од исклучително значење тие канали да бидат одржувани и чисти. Вие сега ги намалувате средствата. Чистење на депонии 10,64%. Имаме ние депонија во местноста, населеното место Кирил Петрушевски, која што многу пати се пали и која што и граѓаните ги известуваат по социјалните мрежи што се случува таму, но вие се уште ништо не превземате. Проектот гасификација, исто на тој проект правевте цели кампањи, Европска Македонија, зелена држава и така натаму, статус кво. 0 проекти. Во делот на буџетот на влада на државата, велите во делот унапредување на животната средина, замислете, баш ме интересира кои конкретни проекти би се работеле во овој дел. Зголемување од 856% за да веднаш под таа ставка програма за намалување на аерозагадувањето 0. Нема.
нема да има проекти, до сега немаше и од сега ќе нема. И бидејќи велевте ВМРО ДПМН е виновно за загадувањето и кога ќе сте дошле на власт, па еве дојдовте 4-та година ништо, нит се намали загадувањето, ама и потврдате во комуникацијата со здруженијата кои што ви бараат информации. Па чисто еве за информација, од изјавите на Горијан Јовановски, кој што е од одва коалицијата, вели во декември 2018 е последната успешна комуникација со градот Скопје. Ниту им давал градот Скопје, односно градоначалникот Шилегов, ниту им давал извештаи кои што ги барале. Во делот на оние ветувања кои што ви ги кажав претходно за 38-39 мерки имаше од таа јавна расправа од минатиот мандат што се случи. Едноставно е критиката за тие мерки е всушност дека се замрзнати ветувањата за загадениот воздух. Од 39 мерки, водство имаат само една остварена мерка и таа се однесува на прекин на користење на калциум магнезиум ацетат за прскање на улиците во град Скопје. Започнати се 19 мерки, а воопшто не започнати се 19 мерки. Значи, нема акција за нешто што вие сте си го ветувале. И мислам дека ви посочија колегите да од кои ставки ги пренамените средствата, но сметам дека е доблесно она што сте го ветиле да си го исполните. Благодарам.